може да те колтне. Не си спремен да видиш што има таму. Секогаш слушај. Секогаш. Тој е еден од ретките режисери во земјава кој низ последните телевизиски проекти успева да ја насмее македонската публика. Како е позициониран денеска уметникот и што значи слободата во уметноста? Вечерва разговарам со режисерот Вардан Тозија. Добро вечер, Тозија. Добро вечер. Вашиот последен телевизиски проект, Куќен притвор, е првата спин-оф серија во македонската телевизиска продукција. И Преспав и Куќен притвор се исклучително комични проекти. Што значи да се насмее македонската публика во период кој, како да подзаборавивме да се смееме сите? Па, мислам дека е доста тешко во ова време во кое што живееме денес, каде луѓето се носат со себе голем цинизам и потиснат гнев заради нивното секојдневие, да се изнуди било каква насмевка. Од друга страна, македонската публика е прилично образована во поглед на телевизиска продукција, така да имаме пристап во денешно време до Netflix, HBO, Hulu и што не. И веројатно нивните очекувања се секогаш нешто да биде на тоа рамниште. Меѓутоа, знаеме дека нашите услови се доста пооскудни. Така да представува еден голем предизвик, една сериозна работа за воопшто да се дојде до некакви резултати и да се допре до срцата и умовите на македонската публика. И кога ги споменавме околностите за создавање на телевизиска продукција, вие сте режисери на сериите Инсайдери на терапија. Тоа се едни проекти кои што беа, впрочем, и најгледаните телевизиски серии во последниве 7 до 8 години. Поправете ме ако сум грешка во однос на бројката. Зошто не се снимаат повеќе телевизиски серии во Македонија? Ајде да ја земеме во предвид Србија како најблизок сосед. Изминатава 2021 година беа емитувани 30 телевизиски серии на различни српски канали. Каде сме ние тука позиционирани? Ние сме како и секогаш на опашката, односно не сме скоро никаде. Тоа што кажавте дека се најгледани тие серии, каде што сум еден од режисерите, на некој од нив, некаде сум единствен режисер, е единствено поради фактот дека не ни постојат други серии кај нас, односно нема никаква телевизиска играна продукција. Не можеме да се споредуваме со Србија затоа што колку и да сакаме, колку и да мислиме дека и тие се мулјаат негде во калта заедно со нас, постои таму еден голем отклон, постои една традиција, ајде да не речем цивилизацијски придобивки, една историја, врз која се полага многу знаење, многу пари, многу средства. Кај нас се уште не се случило да постојат спонзорства кои што спонзори, луѓе, поединци, фирми, мокници, било што, кои што би сакале да вложат во нешто што би го на некој начин би го образувало или би го забавувало нашиот народ. Правно гледано во Србија, не е само Србија, дури една Босна има 20-кратно поголема продукција од нашата, што е нели земја протекторат се уште без никакви услови. Тоа е дека постојат некои законски одредници каде што големите фирми, големите компании имаат даночни олеснувања доколку се инвестира во културата. Сега добро, кај нив малце се превиткуваат правилата по ентертејнмент, односно во забавата. Така што голем процент од заработката односно од даночењето на Српскиот Телеком или на Босанскиот Телеком одат во продукција на играни серии пред се. Меѓутоа не е само тоа, кога ќе погледнеме и кон филмот, секогаш постојат огромни импути од самите локални самоуправи, самите поединци и компании за да се воздигне и да се етаблира уметноста во таа конкретната земја, во случајот Босна или Србија сеедно, пред меѓународната публика и надвор. Кај нас тоа не постои. Сега тоа е више подлабоко прашање колку ние самите правиме за нашата земја, односно луѓето кои што треба да се некакви релевантни фактори.
Го споменавте филмот, вашата филмографија вклучува долгометражни, краткометражни и документарни филмови. Во една прилика велите, мојот двигател е да создавам филмови во кои Балканот не е само место на дивјаци волпинци, жртви на примитивизам и распаднати картон насталпи. Што значи да се создава филм кој излегува од добрачот на оној стерилен социјален предмет на раскажување? Па, тој тип на наратив си носи своји препреки. Прво, затоа што за да се изгради нешто што го надминува ова наше милје, треба доста финанси, знаење, борба, затоа што ние ги немаме некаков трек рекорд, немаме некаква традиција на отклонување од тој тип на филмови. Имаме инциденти, меѓутоа секогаш еден мејнстрим бил да се покаже колку сме ние јадни, веројатно поради нашава историја, немам појма. Од друга страна, голем број од фестивалските жирија, фестивалските селектори, тоа интернационални секако, тоа го очекуваат од нас, очекуваат тој патос, вечно и вечно ние да сме во една состојба на мазохизам, каде што цело време си ги препричаваме нашите проблеми, нашите страдања, нашиот чемер. Но тоа со години се провлекува. Тоа со години се провлекува и се додека е тоа, затоа ви кажувам да двостранно. Едно е дека ние треба да се отклониме од традицијата, а второто е дека ако се придржуваме кон традиција, условно кажувам, на социјални драми, на тешки, патетични или какви да е филмски остварувања кои што го носат нашиот мрак, кој што ја не сум убеден дека како нација ние имаме само мрак. Верувам дека имаме и хумор, верувам дека имаме и нешто поинаку да покажеме. Еве, например, се облекуваме, не сме голи не живееме во пештери. Така да, си цело дека е тоа подкрепено од странските фестивалски селекции на филмови кои потоа многу тешко доаѓаат, добиваат прием кај пошироката публика, затоа што и на неја има доста сострадања. И меѓу другото, затоа што кај нас секогаш контекстот е тој, секогаш може да се направи социјална драма, меѓутоа да се даде еден друг слој над тоа, кој што ќе биде воден од убедлива, модерна приказна. Крадеш или они лажат? До кога? Не се ова нормални деца. Самиот знаеш. За пичето крадеш? Само ги лажеш тие психопати за да им биде погадно кога ќе пропаднат у гомна. А тие више се и ќе бидат у гомна. Од кај си, брети? Од Доман? И покрај сите овие сегменти, какво е вашето видување за позиционирањето на балканскиот филм на она интернационална филмска мапа? Балканскиот филм е широк поим. Ако тргнеме од Грција со неколку нивни феноменални режисери кои што више функционираат во Европа и во Холивуд, еве како на пример Латимос, или во Србија каде што има толку диверзифицирана кинематографија и телевизиска продукција секако. Ние може некако да се ставиме рамо до рамо со Босна, каде што се уште се профитира на бескрајна трагедија која што се случува. Викам профитира затоа што мислам дека време е малку да го оставиме зад себе минатото и да тргнеме кон некаков нов наратив. Тој нов наратив не подразбира секако сега ние да пробуваме да правиме тинејџерски серии каде што све е розево. Меѓутоа да влеземе малку во една продукција на филмови кои што би сакале самите да ги гледаме, а не да правиме за некој што може би сакал да ги гледа. Тозија, вие сте еден од ретките уметници во земјава кој умее гласно да зборува и умее да ја афирмира состојбата со уметноста во земјава. Како е позициониран денеска уметникот во Македонија? Мислам дека зборував често на оваа тема, не е позициониран никако. Во држава која што е во распад и која што континуирано пропаѓа на секој можен план, уметноста е секако и секогаш ставена на последно место. Сега нормално нашата уметност се базира на локалниот пиар. Неколку луѓе ќе разгласат, неколку трубадури по улиците дека е нешто добро, некој мал сегмент од народот се привлекува на тоа, удираат на фанфари,
мислат дека е тоа некакво големо достигнување. Тоа згаснува за 2 дена, нема никаков меѓународен прием или никаде не излегува и завршува. Меѓутоа во нашата вчауреност и во нашата автореферентност тоа звучи дека е многу повеќе од добро и квалитетно. Тоа се однесува не само кон создавачите, односно оние привилегирани, да кажеме, кои некако допреле до тие институции и центри на моќ за да добијат поголема сума на пари, да бидат финансирани. Тука кривицата ја наоѓам и до новинарската фела, односно до комплетно она што го викаме критичка маса на нашава земја. Се уште нема јасно изграден став кон тоа што е квалитетно, што не е. Секогаш за тој локален пиар се губат трагите на нешто, дали треба понатаму да се поддржува, дали треба да се промени или дали треба да се прекине да се поддржува. Не, ние вечно талкаме со децении во некоја наша, како да кажам, хипноза кон идолите кои што веројатно некој од нив се веќе одамна во залез, меѓутоа во мала средина тоа цело време се рециклира и трае. И младите луѓе едноставно го бираат начинот, посебно уметници, да побегнат, затоа што сметаат дека нивното знаење би се валоризирало повеќе на друго место. Сметате дека слободата е диктирана во земјава? Не е диктирана. Не имаше една несреќна изјава за тоа. Мислам дека не е диктирана. Постоја мали обиди пред 10 години да биде диктирана, но дури и тогаш не беше тоа на начин на кој што знаеме дека се случува во други земји. Диктирана може да е суптилно или срамежливо, кукавички, ајде да кажеме, од тие центри на финансирање, во поглед на тоа дали ќе одобрат некој проект. Меѓутоа, кога ќе се одобри веќе некој проект, мислам дека тука нема некое влијание. Немаме толку цврста рака за дури таа слобода да ја диктира или да ја попречи. Слободата на израз на уметникот е неприкосновена и мислам дека се уште е така и кај нас. Таа кохезија или таа симбиоза помеѓу онаа врска помеѓу институција и уметник е тема која што се провлекува некако со години и не се бара одговор, не се бара решение на истата. Ќе ве вратам неколку месеци назад. Годинава вашата покојна мајка Сабина Ајрула Тозија, која остави голем печат за македонскиот театар и се она што припаѓа во полето на уметноста, беше испратена на една групна недостоинствена комеморација во нејзиниот матичен театар. И повторно се враќаме во сршта на проблемот кохезијата помеѓу институција и уметник. Добро, тоа беше мој став дека беше така испратена. Мислам дека беше недостоинствено да се направат 4 комеморации одеднаш, кај што доаѓаат 4 групи на луѓе кои што не се ни познаваат меѓусебно и воедно како можеш да фокусираш 4 комеморации, да, мислам, малку е шизофрена таа идеја. Тоа беше направено поради наводно пандемијата и поради тоа за некако на брзинка да се заврши работата, се испратат тие луѓе. По мене тоа беше недостоинствено, го кажав мојот став тогаш, немам искрено што да додадам, затоа што и не знам што би можел да сменам за воиднина во поглед на тоа. Се надевам дека нема да се случи пак. Тозија, 7-та сезона на Преспав е во фаза на подготовка. Дали се знае кога точно македонската публика ќе може да ужива со шегите и сите оние случувања на фамилијата Бузалевски? Мислам дека ќе биде малку одолжено снимањето, но секако ќе се случи. Повеќе информации може да имаат од продукцијата, зашто ја сепак сум човек кој што работи на повик. Му се јавуваат, тргнувам и тие 2 месеци работам. Немам уште точна информација, мислам дека на почетокот на следнава година ќе биде малку подоцна него што отколку што беше порано. Ви благодарам за вечерашното гостување. Ви благодарам на вас.